Почитувани гледачи, добар ден, спортски поздрав од Билянин избори. Историски момент за екипата на Воска, екипата на Сатеска. Значи големото финале за влегување во третата фудбалска лига. Да не дожиме многу со оставите екипи. За домакинот за екипата на Воска. За симпатичната екипа од Восква. Со број 1 Сејдиновски, 4 Јашар, 3 Маховски, 14 Наумовски, 5 Азизи, 6 Доко, 9 Никодиновски, 19 Бајрам, капитен на екипата, 12 односно Струмовски, 10 Усеинов и 7 Марничи. Тренерот Доко Васви го изведе најсилниот состав во текот на првенството. За гостинот, за екипата на Сатеска од Волино, со број 1 Силјановски, 2 Чалдрмовски, 3 Кожевски, 4 Силјановски Ацо, 5 Треповски, 6 Силјановски Сашо, 7 Бочевски, 8 Скепаровски Димитар, 9 Марковски, 10 Скепаровски Никола и 16 Стоевски Зоран. Инаку да подсетиме дека денешниот надпревар го води судиската тројка од Охрид, главен судија Шулински, а му помагаат Ицковски и Тодоровски. Значи вистински спортски амбиент овде на стадионот Билянин избори. Околу 1500 најверни навијачи дојдоа да го следат финалето на квалификациите за влегување на третата лига. Од премините од клуба Воска. Во овој момент се будат навивачите на Воска и ги реков има и околу 500 најверни навивачи. Својот милирик да ја следат екипата на Воска. Долги години се чекаше на овој момент, историски момент за екипата на Воска да се виде или да не се виде во третата лига. За екипата на Сатеска од Волино, за симпатичната екипа која во текот на првенството на вистина имаше голем успех, историски момент и на двете страни фер и коректно се очекува вистински спортски празник овде на Билянин избори. Во овој момент главниот судија Сторески покажува почеток на надпреварот. Да подсетиме дека екипата на Волино настапува со сини дресови, додека домакинот екипата на Воска во своите стандардно црвени црни дресови. Да се вратиме на зелениот терен, комбинација на екипата на Сатеска Скепаровски. Одземена топка и сега можност да комбинира екипата на Воска. Значи реков уште на самиот почеток на надпреварот жестоко навалуваат фудбалерите на двете страни со цел да се дојде до победа, да се дојде до третата лига. Комбинација сега е на екипата на Воска тамо по десната страна. Инаку да подсетиме, екипата на Сатеска успеа да се пласира во финалето со една победа од 0:1 против екипата на Белочишта, додека Воска успеа да ја победи екипата на Рудар од Куратица во недраматичен надпревар во 80-та минута преко Никодиновскиот пенал дојде до големото финале. Да се вратиме на зелениот терен. Значи вистински спортски амбиент, реков рекорд на посета овде на градскиот стадион Билянин избори. Нафрна топка тамо по десната страна, реков, уште на самиот почеток на надпреварот предпазливо се игра и на двете страни со цел да се откријат слабостите на двете екипи. Мошле вместо тоа го прави Доко Васви, наметнува едно жестоко темпо да се дојде до победа. Реков, комбинација на екипата на Воскре на половината на противникот на врат топка тамо на 16 метри, слободен удар досудува главниот судија Чулински, слободен удар за екипата на Сатеска од Волино. Значи тече четврта минута од надпреварот, мируваат мрежите на Сојдиновски и Силјановски, за сега 0:0 на Билянин избори. Нафрна топка тамо на половината на екипата на Иво недозволена. Во недозволена позиција се тамо најде Скепаровски. Вешто тоа го примити помошниот судија Ечковски и топка сега напад за екипата на Воска. Добра акција тамо по десната страна, можност да се нафали, добра комбинација на екипата на Воска. Добар удар, ви го бележи, голема мешаница тамо пред голот. И ја бележиме првата по-сериозна шанса за екипата на Воска. Одише до макинот екипата на Воска во петата минута на Воска. За сега 0:0, станува се пожеско на трибуните тамо на најверните навивачи за екипата на Воска.
сега главниот судија Шулиски покажува слободен удар за екипата на Сатеска. Акција сега на екипата на Сатеска, тамо далечина биеше левата понудка од екипата на Сатеска, непрецизно, нема проблеми за голманот на госте Сединовски, инаку јунак на предходниот надпревар против екипата на Рудар изворедно бранеше заслужена победа, реков, на екипата на госте која доведе ова големо финале. Сега комбинација на екипата на Воске на својата половина. Акција, реков, полека градат фудбалерите на Воске акции. За сега и безпрекорно функционираат одбранените редови на екипата на Сатеска од Волино. Реков, за сега се игра фер и коректно. Топка сега по левата страна тамо кон играчот со број 7 Маличи. Добра акција сега на екипата на Воска, биеше Маличи непрецизно, опасноста од страната и сега гостите организираат напад екипата на Сатеска. Скепаровски. Комбинација тамо Скепаровски и Марковски. Нафрля топка тамо кон играчот со број 7 Бочески. Скепаровски. И на место одбраната на Воске, предводена од Јашар Маковски и Румовски Азизи, безпрокорно функционира одбранените редови на екипата на Воска како една парна локомотива, безпрокорно функционира да мало да стори една шанса, се да се добар на Вилане Низори. Акција сега на екипата на Воска по левата страна, тамо биеше со број 8 односно со број 3 биеше тамо Маховски и се бележи дека го имаме и првиот корнер на преворот. Прв корнер за екипата на Воска, во корнери еден спременува резултатот и понатамо 0-0 на градскиот стадион Вилане Низори. Многу познавачи на фудбалот дете дојдоа да ги следат. Се чини дека големо дел од овие фудбалери ќе завршат во големите европски клубови. Значи корнер за екипата на Воска, таму голема мешаница, сите се на половината на противникот, нафрлена топка, голема мешаница, таму още десетникот на екипата на Сатеска и да видиме што покажува главниот судија. Шулиски покажува слободен удар за екипата на Сатеска. Топка сега за голманот на Сатеска Силјановски, дегажман на Силјановски на средината на теренот и на место одбраната на екипата на Воска. На место тоа беше центракал од екипата на Воска, ја изфрлила топката, тоа беше со број 5 Азизи, еден од најискусните играчи во редовите на екипата на Воска. Акција повторно сега на екипата на Воска по десната страна, грешат од силната желба да се дојде до поводна ситуација, да се зариша мрежата на Силјановски, да се зариша мрежата на гостинскиот голман, грешки да ја проследи во акција сега повторно таму на 16 метри од кругот на Сатеска и слободен удар. Слободен удар за екипата на Сатеска. Воска само да представува шанса, голема мешаница и еден спременува почитува лигајачи. Владен Туш на градскиот стадион Вилане Низори, екипата на Сатеска лесно доаѓа во водство. Лесно доаѓа во водство, реков, тоа беше една неспретна интервенција на одбраната, без што тоа го искористи играчот со број 9, центрафорот на екипата на Сатеска, Марковски, капитенот, и отворен е резултатот.
во 10-та минута екипата на Сатеска води со 1:0, станува се пожешко на Биланин Извори. Сега ќе мора домакинот екипата на Воска потполно да се открие. Повторно сега тамо топка на половината на екипата на Воска, слободен удар за фудбалерите на Сатеска. Тренерот Марковски од екипата на Сатеска ги советува своите играчи да кренат на половината. Сепак има уште многу да се игра на денешниот надпревар. Сепак има уште многу да се игра. Слободен удар за екипата на Сатеска. Нафрна топка тамо во 60-тикот од голема далечина и нема проблеми за голманот Сејдиновски. Нема проблеми за Сејдиновски. Сега домакинот организира напад преку играчот со број 10 Усинов. Не успеа да ја прифати топката со број 3 Маховски од екипата на Воска, аут за екипата на Сатеска од Волино. Реков 10-та минута отворење резултатот на Биланин Извори, гостинот екипата на Сатеска води со 1:0. Аут сега за екипата на Воска, тренерот на екипата на Воска Токо Васли ги советува твоите играчи дека не е се изгубено, дека има уште многу да се игра на денешниот надпревар. Прифатена топка сега од капитенот со број 19 Бајрам. Долга диагонала на Бајрон и на место е Чалдрмовски. На место е Чалдрмовски, топка на половината на екипата на Воска. Топка на половината на Воска и сега повторно домакинот екипата на Воска организира напад. Топка по десната страна, добра акција сега на фудбалерите на Воска тамо по десната страна. Прифатена топка сега од голманот Сејновски, Јашар Маховски, сето тоа добро во прават и прифатена топка од капитенот на домашната екипа. Усинов. Усинов по левата страна се ослободува двајца играчи и сепак одземена топка. Немаше кој да му помогне на Усинов, изгубена топка и сега можно за контранапад. Длабока топка на половината на екипата на Воска, на место е голманот Сејдиновски. Акција сега на екипата на Воска тамо на 30 метри од голот на Силјановски. Подземена топка и сега можност за напад. Сепак на место одбраната на екипата на Воска. Во свој стил малематите на Воска го одрат својот милимит. Реков се, екипата на Воска е неискусна екипа, иако екипата на Сатеска води со 1:0, сепак има уште многу да се игра од Биланин Извори за да се дојде на првото место. Реков големо финале, историски момент и за двете екипи, и за екипата на Воска и Сатеска. Реков се на се во овој момент победува фудбалот на градскиот стадион Биланин Извори. Топка сега за гостинската екипа. Скепаровски треба да ја уфади топката во игра, тамо Скепаровски комбинира со центафорот Марковски и на место одбраната. На место одбраната и сега прифатена топка повторно од гостинските фудбалери од екипата на Сатеска. И некој реков Сатеска до големото финале дојде по на победа на Белчиште од 0:1. Во еден тактичен надпревар успеа да победи, ете се најде во финалето и води сега и против екипата на Воска. Акција сега на екипата на Сатеска. Четирнаесета минута на преворот, слободен удар за екипата на Сатеска, далече на околу 30 метри. Бијат фудбалерите на Сатеска непрецизно и повторно ги изгледат напред преку Кожевски.
Сатеска по десната страна, значи сите напади на екипата на Сатеска стречат по десната страна. Се чини дека главното оружје во редовите на екипата на Сатеска се десното крило Бочевски и центрафорот Марковски го успеа ете во 10-та минута да го открие резултатот. Слободно сега за екипата на Воска. Сепак смирено продолжуваат со играта домашните фудбалери, прифатена топка тамо од капитенот Бајрам Усеинов. Комбинација Бајрам Усеинов. Топка сега на средината на теренот, топка комбинација на екипата на Воска. Со број 12 тамо Трумовски, прифатена топка по десната страна и можност се екипата на Воска да организира напад. Топка по десната страна, убава комбинација сега на екипата на Воскре, односно на екипата на Воска. Од десната страна нафали десното крило на екипата на Воска, нема проблеми за Силјановски. Силјановски. Акција повторно на екипата на топка по левата страна, сега можност тамо да се напали Маличи. Маличи влегува 16 метри, бие Маличи далеки. Останува 1:0. Ја бележиме и најзрелата шанса за екипата на Воска. Лесно можеше во 16-та минута преко Маличи домакинот екипата на Воска да дојде до изравнување. Ова покажува дека сега целото оружје ќе биде употребено на страната на екипата на Сатеска. Реков, мощна добра тактичка игра на екипата на Воска, иако реков екипата на Сатеска води 1:0. Ете, можеше лесно во 16-та минута домакинот екипата на Воска да изравни на 1:1. Комбинација тамо на Сатеска, Силјановски голман од гажбира на средината на теренот. Повторно сега акција на екипата на Воска, на таму во 60-никот на екипата на Сатеска. И слободен удар, ке има слободен удар, фаулирање таму играчот со број 3 Божински и слободен удар за екипата на Сатеска. Акција сега на екипата на Воска по десната страна. Од сето тоа топка за голманот на екипата на Сатеска Силјановски. Осумнаеста минута на преврот и понатаму екипата на Сатеска води 1:1 со голот што го постигна Марковски во 10-та минута. Акција се екипата на Сатеска, реков со долги топки. Добра шанса сега за екипата на Сатеска и на место е. Сето тоа вешто го пратеше голманот Сејдиновски и топка за екипата на Воска. Добра акција сега на екипата на Воска, тамо комбинација на 20 метри од голот на Силјановски, одземена топка и сега можно за контранапад на екипата на Сатеска со број 7 тамо Бочевски. Вешто се ослободува Бочевски тамо. Прифатена топка пошто од Бочевски. Добра акција сега. Напред топка тамо кон Бочевски и на место е голманот Сејдиновски. Акција сега на екипата на
Воска на средината на теренот. Безпрекорно тамо функционира и везниот ред на екипата на Воска, каде што се Азили, Докони, Годиновски, Байрам и Стрмовски. Од нападот помага Усинов, се на се недостасува гол во мрежата на Сатеска. Се побучни стануваат навивачите на екипата на сега на екипата тамо на екипата Реков на Воска. Мощне вешто за сега игра одбраната на екипата на Сатеска. Функционира во одбраната и со контранапади настојуваат да го зголемат ова водство. Со сите сили се борат екипата на Воска да го издраме резултатот на задоволство на овие гледачи. Добра акција сега тамо на половината на противникот. Не успеава топка да ја прифати со број 7. Маличи од екипата на Воска и од сето тоа повторно топка за фудбалерите на Воска. Усинов брз играч во редовите на екипата на Воска. Идеално време за игра, Реков, на градскиот стадион Билјанин Извори, сончево време, температурата прифатлива за еден ваков надпревар, 1500 гледачи, се на се прекрасен амбиент на градскиот стадион Билјанин Извори и многу прволигашки и второлигашки екипи би посекувале ваков амбиент. Реков, ова е сепак општинска лига, квалификации, според квалитетот за сега гледаме фудбал на второлигашко ниво. Се игра 22 минута, напад на екипата на Сатеска тамо по левата страна. Од голема далечина тамо биеше еден од фудбалерите на Сатеска, најверојатно тоа беше Скепановски, на место е Сејдиновски. Добра акција сега на екипата на Воска. Топка по десната страна. Треба да се нафрлат, да помагаат фудбалерите од одбранбениот ред од екипата на Воска. Од самини таму во нападот Струмовски, Усинов и Маличи за сега не успева да дадат до некоја посериозна шанса, освен она во 70-та минута преку Маличи може ја да го издржат. Топка сега за екипата на Воска. Прифатена топка таму од играчот со број 10 Усинов не успеа да ја прифати ова топка, аут за екипата на Сатеска. Комбинација сега на фудбалерите на Сатеска кои настапуваат во сини дресови. Таму со број 19 Байраби успеа да направи акција, одземена топка и сега повторна акција за екипата. Реков, очилната желба да се дојде до ситуација за гол, грешки на двете страни. Се на се добар фудбал на Билјанин Извори. Ески покажува да се изведе слободниот удар од местото каде беше впрочем и направен. Сега комбинација на екипата повторно на Воска. Долга акција тамо на топка по десната страна, можност да се комбинира
и тамо со број 3 реагираше Кожески. Втор корнер за екипата на Воска. Сега се сите на половината на екипата на Воска. Нафрна топка, голема мешаница таму во 60-никот на екипата на Сатеска и во последен момент таму изфрлува центар халфот на екипата на Сатеска. Реков, голема борба на одбраната на екипата на Сатеска да го сочува голот. Продолжуваат нападите на екипата на Воска. Навивачите на Воска во свој стил го бодрат својот милиник. Ни во еден момент не помислуваат дека надпреварот може да се загуби. Значи голема желба и кај навивачите и кај фудбалерите на Воска да се добие овај надпревар. Најверојатно ќе има и трет корнер, така е, во корнери 3:0 за екипата на Воска, резултатот и понатаму 1:0 за екипата на Сатеска со голот што го постигна Марковски во 10-та минута. Топка од десната страна, голема мешаница пред голот на Сатеска, нафрнена топка. Акцијата продолжува на екипата на... Тоа беше удар на фудбалерите на екипата на Воска, непрецизно, нема проблеми за голманот Силјановски од екипата на Сатеска. Може да се здимне, може да здимнат сега одбраната на екипата на Сатеска. Реков, извореден амбиент, прекрасен фудбал се чини во овој момент. Победува фудбалот овде на стадионот Билјанин Извори. Топка сега за гостинскиот голман Силјановски. Силјановски тамо на средина, дегажман на Силјановски на средината на теренот. Прифатена топка тамо од Усинов. Усинов нафрлува тамо кон Бајрам. Бајрам тамо се ослободува двајца играчи. Добра игра на Бајрам, добра игра на Бајрам, еден од кучните играчи во редовите на екипата на Воска. Нафрна топка тамо на 20 метри сега пред голот на екипата на Сатеска, одземена топка и сега можност екипата на Сатеска да реализира напад. Реков, прифатена топка, ситуација 1-1 може да биде опасно. Празен е голот на екипата на Воска и во последен 25-та минута ја бележиме и најзрелата шанса за екипата на Сатеска да го освои резултатот. На повреда се жали тамо еден од фудбалерите на екипата на Сатеска. Впрочем, тоа е и центрафонот капитенот Марковски и прва интервенција на дежурниот лекар на денешниот надпревар. Реков, во 25-та минута можеше екипата на Сатеска да зголеми на 2:0. Храбра интервенција на Сејдиновски во свој врвен голмански стил успеа да ја спречи опасноста. Неизвестноста и понатаму продолжува на градскиот стадион Билјанин Извори помеѓу екипата на Воска и Сатеска. Реков, ова е финале на квалификациите за влегување во третата лига. Бајрам. Комбинација таму Бајрам, Струмовски. Азизи нафрлува таму по десната страна кон Јашар. Повторно сега напад на екипата на Воска по десната страна. Реков, сите напади течат за сега по десната страна за екипата на
Voska stvorio dve idealni šanse, ne uspea da postignat gol. Postignut ekipata na Sateska во 10-та минута преку Марковски центрафорот и капитенот го откри резултатот на топка сега за голманот Силјановски од екипата на Сатеска. Се по-нервозна е сега клупата на екипата на Воска. Тренерот Доко Васли ги советува своите играчи да кренат по-жестоко. Има уште многу да се игра, реков, извореден квалификационен надпревар за влегување на третата лига, реков, големо финале. Голема е желбата и кај двете екипи да се дојде до победа, да се дојде до третата лига. Комбинација сега од голема далечина тамо со број 10 биеше Усеинов, топката заврши тамо во телото на Силјановски, имаме веќе четврти корнер. Во корнери 4-0 за екипата на Воска и понатаму гостинот екипата на Сатеска води со 1-0. Сега се повторно сите на половината на екипата на Сатеска. Топка од десната страна на фрна тамо во сетникот. И на место е тамо одбраната. Продолжува нападот на екипата на Воска и главниот судија Шулиски покажува топка за фудбалерите на екипата на Сатеска. 30 минута од надпреворот и понатаму 1-0 за екипата на Сатеска. Повторно сега акција на екипата на Сатеска по левата страна, можно да се нафрли. Добро функционираат одбранените редови на екипата на Воска, таму се Сидиновци, Јашар, Маховски, Наумовски. Направи една грешка во 10-та минута кога центрафорот на Сатеска Марковски го откри резултатот. Добар напад сега на екипата на Воска таму по левата страна. Аут за екипата на Воска. Аут за екипата на Воска, реков сега топка за фудбалерите на Воска. Прифатена топка тамо од Бајрам. Убава комбинација тамо на фудбалерите на Воска. Топка по левата страна тамо. На фрна топка голема мешаница тамо. Нафрли Усеинов. Уиграна варијанта меѓу Усеинов и Бајрам. Продолжуваат нападите на екипата на Воска. Одземена топка сега повторно од фудбалерите на Воска. Се е фрлено на една карта да се изравни. Ни за момент фудбалерите домаќините на Воска не мислат на порас на денешниот надпревар. Сето тоа вешто го користат фудбалерите на Сатеска и со контранапад Девет на два пати дојде во несериозни шанси од кои може да зголемат. Повторна акција за екипата на Сатеска. Голема шанса и брани повторно голманот Сидиновски. Пропуштена уште една можност, лесно можеше во 35-та минута екипата на Сатеска да дојде во водство. Продолжуваат неизвестностите на денешниот надпревар. Во фудбалот така е, кога се промашува може лесно да дојде до казна. Пети корнер за екипата на Воска, реков, според фудбалските правила, ако се промашува може да следува казна. Сега повторно сите се на половината на екипата на Сатеска. Повторно ситуација од која може да се профитира. Нафрля топка тамо, голема мешаница пред голот. Тоа беше добар удар тамо, акробатски удар најден од фудбалерите на екипата на Воска. Останува и понатаму 1-0 за екипата на Сатеска. Сополно што го постигна капитенот Марковски во 10-та минута. Повторна акција сега на екипата на Сатеска. Реков, многу добра машка игра на фудбалерите на екипата на Воска.
Офанзивно нафрна топка там од Главока, топка на половината на екипата на Сатеска и на место е Силяновски. На место е Силяновски, голманот за екипата на Сатеска. Реков добро бранеше на предходниот натпревар против екипата на Белчишта. Момче кој се чини дека ќе има голема голманска кариера. Само да се вратиме на зелениот терен, комбинација сега на екипата на Воска. Се побучни се навивачите на Воска во свој стил, во јужноамерички стил, го бодрат својот милиник екипата на Воска. Сите честитки до навивачите на екипата на Воска кои дојдоа околу 500 ги има на градскиот стадион. Да се вратиме на зелениот терен, комбинација тамо на половината на екипата на Воска, слободен удар за екипата на Воска. И полека 35-та минута, полека домаќинот организира напад. Прифатена топка сега од фудбалерите на екипата на Сатеска. Екипа слободен удар. Реков за сега си игра фери коректно, без грубости. Публиката реално навива, се чини, победува фудбалот овде на градскиот стадион Биланени извори. 35-та минута и понатаму 1:0 за екипата на Сатеска со голот што го постигна во 10-та минута преку Марковски. Акција на фудбалерите на Сатеска. Одземена топка и сега можност Воска да организира напад. Аут за екипата на Воска. Аут за екипата на Воска. Инако да посетиме дека судиската тројка Шулиски, Ецковски и Тодоровски затед сега безпрекорно го водат овој надпревар. Прифатена топка од Усеинов. Топка на средината на теренот и слободен удар. Има таму беше фолиран со број 12 Струмовски од екипата на Воска и слободен удар за екипата на Воска. Задолжен за слободните удари со број 19 Бајрам. Сепак кај топката е со број 12 Струмовски. Комбинација тамо на фудбалерите на екипата на Воска на половината на противникот. Полека во свој стил Воска организира напад. И по кој знае кој пат топка по десната страна. Реков, сите акции течат по десната страна од екипата на Воска. Слободен удар, далечина околу 40 метри. 37 минута и понад, само да ја проследува акција, 37 минута, биеше со број 12, Струмовски непрецизно, останува и понатаму 1:0 за екипата на Сатеска. Според официјалниот часовник трече 37 минута од надпреварот. Акција сега на половината на екипата на Тоа беше акција на половината на Воска. Одземена топка од домашните фудбалери од екипата на Воска кои настапуваат во својата стандардна формација црвено-црни. И сега топка за Усеинов. Усеинов нафрлува по десната страна, таму безпрекорно функционира одбранбените редови на екипата на Сатеска. Таму се Сиљановски, Чалдрмовски, Кежевски, Сиљановски, Трпевски, Сиљановски, Сашо. И во нападот Почевски, Скепаровски, Марковски, Скепаровски, Никола Истоевски, Јован за сега добро се знајдуваат. Постигна гол, створија уште 2-3 шанси, се добра тактичка игра и на гостинската екипа од екипата на Сатеска. Реков, екипа со силни амбиции во ова финале. На прва топка таму на половината на екипата на Воска на место одбраната. И прифатена топка и можно сега да се организира напад. Усинов. Маховски. Прифатена топка од Бајрам. Добра топка тамо сега. Во играчот со број 4. Јашар
Соборење Јашар, слободен удар за екипата на Воска. Не. 39-та минута од преворот. Слободен удар за екипата на Воска, таму со број 10. Усеинов, дали ќе се одлучи од ова далечина да бие директно кон голот на Силјановски. Усеинов, нафрлува Усеинов, голема опасност и останува 1:0. Тоа беше голема опасност таму пред голот на Силјановски. Правовременна интервенција таму на Калтрмовски, опасноста од страната. Повторно топка за екипата на Воска. Нафрна топка таму во 60-тикот. Од сето тоа топка за голманот на Сатеска Силјановски. Уште 5 минути до крајот на првото полувреме и понатаму екипата на Сатеска од Волино води со 1:0 со голот што го постигна Марковски во 10-та минута. Топка за Силјановски. Длабока топка сега на половината на Воска, на место одбраната. Впрочем, таму во близина беше и главниот судија Шулиски, покажува топка за фудбалерите на, односно слободен удар за екипата на Воска. Полека домаќинот организиран напад преку Усеинов. Топка прифатена таму од домаќините, прифатена топка од Јашар. Реков, не треба да се стави замерка на одбраната на екипата на Воска. Функционираат безпрекорно, освен она грешка што ја направија во 10-та минута, кога гостинот екипата на Сатеска преку Марковски дојде во водство од 1:0. Усинов. Долга акција сега на фудбалерите. Комбинација, опасност! Навивачите на Воска бараат пенал, сепак одмамнува со рака главниот судија Шулиски, останува и понатаму 1:0. 41 минута од надпреворот, 1:0 за Сатеска, продолжуваат возбудувањата на градскиот стадион овде Биганен Извори. Топка сега по левата страна. Сега на екипата на Воска на средината на теренот. Реков, течат последните минути од првото полувреме. Комбинација на екипата на Воска по левата страна. Можност да се нафрли на фрнена топка, голема мешаница таму. И во последен момент топка за голманот на Сатеска Силјановски. Паче! Опаче! Акција сега на екипата на Сатеска. Топка на фрне таму кон играч со број 7 Бочевски.
Не успеа да ја прифати ова топка Бочевски и повторен напад на екипата на Воска. Длабока топка тамо на половината на екипата на Сатеска. На место е одбраната. Повторно напад на екипата на Воска. Добра акција тамо. Можност да се нафарли. Прифатена топка. Ситуација од околу 20 метри. Добар удар! На екипата на Воскре, значи спортската среќа беше на страната на екипата на Сатеска со број 12. Струмовски биеше, топката заврши во пречката кога сите очекува гол. Сепак спортската среќа беше на страната на екипата на Сатеска. Изворен удар на Струмовски, топката заврши во пречката кога сите навивачи на Воска ја гледаат топката во мрежата, таа заврши. Голема спортска среќа сега за фудбалерите на Сатеска. Продолжуваат ураганските напади на екипата на Воска. Топка по десната страна, главниот судија Шулиски покажува слободен удар. Се будат и навивачите на екипата на Воска од трибуните одекнува. Воска! Топка тамо на 30 метри од голот на Силјановски и слободен удар за екипата на Воска. Слободен удар за екипата на Воска, далечина од околу 33 метри. Сепак од оваа далечина најверојатно Усеинов ќе се обиде да бие, располага со разорен удар, најверојатно ќе се одлучи да бие од оваа далечина. Усеинов, сите се на нозе, публиката очекува изравнување. Усеинов и топка тамо по телото на Бочевски. Се побучни навивачите, оние најбурните тамо на западната трибина, во свој стил го бодрат својот милjenik екипата на Воска. Сега се станува пожешко на Милјанин Извори. Акција сега тамо на 20 метри. За екипата на 45-та минута од надпреварот. Тече последната минута од првото полувреме. Сите се на нозе. 18 до 19 метри далечина. Таму двајца и одекнува трибуните Воска. Виси во воздух голот на Сатеска. Тамо се Усеинов со број 10 и Бајрам, да видиме кој ќе се одлучи да бие. Најверојатно Усеинов кој располага со разорен удар ќе се обиде од оваа далечина. Добар удар! Добар удар, остануваат воздишките на трибините овде на Милјанин Извори. Станува пожешко. И во овој момент главниот судија Шулиски покажува крај на првите 45 метри од големото финале со играчки квалификации за влегување во третата лига. По првите 45 минути водство на екипата на Сатеска од 0:1 со голот што го постигна центрафорот Марковски во 10-та минута. Почитувани гледачи, ќе се слушнеме и видиме после 15 минути директно од градскиот стадион Милјанин Извори. Из програмата да води Венцислав Симеонов Брацо. Grazie all'equipa della Mosca, dopo un amico Venezia.
Значи во секој момент главниот судија Шулевски од Охрид треба да покаже почеток на второто полувреме од големото финале помеѓу екипата на Воска и Сатеска што се игра во рамките за влегување во третата лига и некој да подсетиме во првите 45 минути екипата на Сатеска води со 1-0 со голот што го постигна Марковски во 10 минута. И некој да подсетиме дека екипата на Воска настапува во црвено-црни дресови, додека гостинот екипата на Сатеска одволино настапува во сини дресови. Да не должиме многу, составете екипите за екипата на Воска. Тренерот Доко Васили се одлучи на следниот состав од првото полувреме. Со број 1 Сидиновски, 4 Јашар, 3 Маховски, 14 Наумовски, 5 Азизи, 6 Доко, 9 Никодиновски, 19 Бајрал, 12 Струмовски, 10 Усеинов и 7 Маличи. Значи изведење на силниот состав за екипата на Воска. За екипата на Сатеска со број 1 Силјановски, 2 Чалтрмовски, 3 Кожевски, 4 Силјановски, 5 Трповски, 6 Силјановски, Сашо, 7 Бочевски, 8 Скепаровски, Димитар, 9 Марковски, 10 Скепаровски, Никола и 16 Стоевски. Јован, значи тренерот Марковски се одлучи на составот од првото полувреме. Да се вратиме на зелениот терен. Реков, екипата на Сатеска настапува во сини дресови, комбинација таму по десната страна. На фрла топка таму и на место е голманот Сејдиновски. На место е Сејдиновски и сега прифатена топка од екипата на Воска. Добра акција сега на екипата на Воска. Гостинот екипата на Сатеска води со 1-0. Сега ќе мора тренерот Доко Васви да фрли се на една карта. Ќе мора пожестоко да се јурише тамо кон голот на Сатеска, кон голот на Силјановски, да се издрми резултатот, да се дојде до победа. Честитки, реков, и за навивачите на двете екипи, завивачите на Сатеска и Воска. За сега се навива фери коректно судиската тројка Шулиски, Ецковски и Тодоровски безпрекорно го водат овој надпревар. Слободен удар за екипата на Сатеска. Трпковски. Центра халво Трпковски треба да ја изпри твојата половина. Нафрлена топка тамо на половината на екипата на Воска. Беше фолиран со број 7 Бочевски. Слободен удар за екипата на Сатеска. Слободен удар за екипата на Сатеска, далечина од околу 28 метри. Кај топката е таму играчот со број 10 Скепаровски. Дали Скепаровски ќе се одлучи да бие директно од оваа позиција. Реков, за сега мирна е клубата на Сатеска, водат со 1-0 и има уште многу да се игра. Тоа беше непрецизен удар на Скепаровски, нема проблеми за Сејдиновски, останува 1-0. 5 минути одмор. Топка сега за фудбалерите на екипата на Воска, им се брза на домаќините. Реков, фудбалерите на Воска горат од џелба да се добие овој надпревар. Впрочем, тоа го и покажа на средбата против Рудар, кога се од Рудар од Куратица, кога екипата на Воска се надми на себе си, намета едно жестоко темпо и успеа да го добие резултатот со 2:1. Иако Реков во првенството безпрекорно водеше екипата на Рудар од Куратица, екипата на Воска беше четврта, сепак успеа да направи вистински подвиг. Да се вратиме на зелениот терен, комбинација на екипата на Воска. Да се надеваме дека и на денешниот надпревар фудбалерите на Воска ќе стегнат сили да се дојде до победен резултат. Прифатена топка тамо од Никодиновски. Слободен удар за екипата на Сатеска. Слободен за екипата на Сатеска, реков време идеално за игра. Гледачи околу 1500 на вистина и многу второлигашки и прволигашки екипа сакаат ваква посетеност. Овде и многу познати имиња кои уживаат висок рейтинг
učinka po futbolskите kruгове на Македонија. Да се вратиме на зелениот терен, комбинација на екипата на Воска. Прифатена топка таму од Доко. Комбинација Доко Никодиновски. Челябовски. Со број 12 Струмовски. Долга акција сега на фудбалерите на Воска. 50 минута од надпреворот и понатаму 1:0 за екипата на Сатеска. Уште 40 минути до крајот на надпреворот, 40 минути надеж на екипата на Воска дека ќе дојде до поволен резултат на денешниот надпревар. 40 минути екипата на Сатеска ја водат од голем подвиг на денешниот надпревар. Само да голема шанса сега за екипата на Воска. Ситуација од која можеше да се изравни на 1:1. Продолжува нападот на екипата на Воска, топка по десната страна. Сите се на нозе, навивачите очекуваат изравнување. Метули чести! Одземена топка и сега контра напад на екипата на Сатеска. Топка тамо и добра интервенција тамо на одбраната. Добра интервенција на одбраната на Воска. Продолжуваат ураганските напади на екипата на Воска. Да се жали еден од фудбалерите на екипата на Сатеска и ќе има работа за дежурниот лекар на денешниот надпревар. Се побуци се навивачите на Воска, околу мене ги има и 500 гледачи на вистина прават пеколен навивачи на вас. Бесо! Спаника. Да се вратиме на зелениот терен, 51 минута од надпреворот, напад на екипата на Воска, тамо на повредот се жали со број 7 Босински од екипата на Сатеска, да се надеваме дека не се работи за некоја посериозна повреда. И сега напад на екипата на Воска. Топка по десната страна. Прифатена топка тамо од Наумовски. Топка по десната страна, можност да се недоразбирање во нападата на екипата на Воска. Повторно одземена топка. И на место одбраната на екипата на Сатеска. Топка сега на половината на екипата на Воска. И изворена интервенција на голманот Сејдиновски. Изворена интервенција на Сејдиновски. Повторно сега долга топка со диагонали и со контранапади. Екипата на Сатеска настојува да дојде да го зголиме во водство. Жестоко се борат фудбалерите на Воска, наметнуваат едно жестоко ураганско темпо, сепак недостасува уште гол на денешниот надпревар. Шлак на сето она што се случува на градскиот стадион овде Билјанин Извори. Добра акција сега на екипата на Воска. Можно сега за контранапад. Тамо по левата страна прифатена топка и на место одбраната на екипата на Воска. Тамо Јашар, Маковски, Наумовски, Азизи не дозволуваат изменување. Јашар. Тоа беше добар потек на Јашар. Пресечена топка сега можно за напад на екипата на тамо со број 6 и
Аут за изпарена спортски топка тамо од фудбалерите на екипата на Пауза, ајде. Лей, продолжи. Ајде. Бурак. Лисне, Джон ма кад беше. Пауза. Да се вратиме на зелениот терен, 55 минута на преворот, нафрна топка на половината на екипата на Сатовска, прифатена топка од екипата на Воска. Добра акција на домашните фудбалери. Се бара простор тамо да се бие кон голот на Силјановски. Бункер игра за сега на екипата на фудбалерите на Сатовска. Се побучни навивачите на екипата на Воска бараат гол, бараат поволен резултат на денешниот надпревар кој ќе ги води во третата лига. Далечина околу 35 метри од голот на Сатеска, од голот на Силјановски. Добар удар ќе биде опасно. Таков добар удар, тоа беше со број 19. Бајрам на вистина спортска среќа има сега Сатеска. И пред малку реков дека Бајрам располага со разорен удар на два пати го покажа тоа. Сето тоа можеше да повторен напад на екипата на Воска, топка по десната страна. Од сето тоа шести корнер за екипата на Воска. Сепак помощниот судија Есковски покажува топка за голманот Силјановски. Акција сега на екипата на Сатеска. Одземена топка и повторен напад на екипата на Воска. Реков, со долги топки настојуваат и домакините и гостите да дојдат до идеална шанса. Прифатена топка тамо од Никодиновски. Слободен удар за екипата на Воска со број 9. Никодиновски тамо нафрли по левата страна. Можност да се комбинира, реков. Убава акција на фудбалерите на Воска. И од сето тоа шести корнер за екипата на Воска. Во корнери 6:0 за екипата на Воска. Гостинот Сатеска не успеа да изведе ниту еден корнер и понатамо води со 1:0. Се побучни се навивачите. Вистинска опсада тамо пред голот на Силјановски. Се е фрлено на една карта. На фрна топка, голема мешаница, може да биде опасно. Продолжува нападот на екипата на Воска. Реков како една парна локомотива функционира. На волните редове на екипата на Воска никако да се дојде до резултирање на шансите. Слободен удар тамо од левата страна за екипата на Воска. Голема мешаница тамо пред голот на Силјановски. Се е фрлено на една карта на фрна топка и на место одбраната на екипата на Сатеска тамо реагираше Силјановски. Сега можност за контранапад на екипата на Сатеска. Аут за екипата на Сатеска и комбинација на својата половина. Реков, гостинот екипата на Сатеска вешто одигра и на надпреварот против Галчишта со еден резултат тесен од 1:0. Зона победа успеа да се најде во големото финале и ете на прагот за голем подвиг. Сепак има уште многу да се игра, реков. Во фудбалот се е можно напад на екипата на Воска. Топка по десната страна. Седмиот корнер. Од сето тоа седми корнер, односно
Sudija Eckovski pokazuje auta. Od mjesto kaj što go prenosam ovaj natporan golema mešanica je, pa tako da ne možemo da vidimo ono što realno se slučilo na gradski stadion Biljani Izvori. Akcija sega na ekipata na Voskerevo, 16 metri negovat, futbalerite na Voske na prva tomka. Žulijski odmavnuva sa oraka, topka za futbalerite na Sateska. Bučno navivačite na ekipata na Voska Barat, 11 metri odmavnuva sa oraka, Žulijski pokažuva igrata da produži. Topka na sredinata na terenota, duel tamo. Dobra šansa sega za ekipata na Sateska, možda za 2:0 i Mladen Tuša. 6. minuta, ekipata na Sateska vodi so 2:0. Mladen Tuš na gradski stadion, pona dominacija na ekipata на Воска ете во фудбалот се случува така работите, многу шанси. Вешто тоа го искористија фудбалерите на Сатеска и водат веќе со 2:0. Петаровски Петри. Значи преко Скепаровски екипата на Сатеска води со 2:0. Тешки моменти сега за екипата на Воска. Сега нема што да се тактизира тренерот на Воска Доков Васви, ќе фрли се на една карта. Сепак има уште многу да се игра, уште 30 минути. Резултатот од 2:0 не гарантира победа на денешниот натпревар. Реков, во фудбалот се е можно. Да се надеваме дека екипата на Воска ќе собере сили да го промени резултатот. На прва топка тамо на половината на противникот. Акција на фудбалерите на Воска и од сето тоа топка за Синан. Сатеска прифатена топка фудбалерите на Воска. Реков, офанзивна игра на фудбалерите на Воска, створија многу шанси, не успеа да постигне тоа, сето тоа вешто го искористија фудбалерите на Сатеска и Реков во 6-та минута преку Скепаровски, она контра узголемуваат на 2:0. Акција сега за екипата на Сатеска од Волино, комбинација тамо на средината на теренот Бочевски. Комбинација Бочевски-Скепаровски, одземена топка и сега можност за контранапад на екипата на Воска. Прифатена топка сега од фудбалерите на екипата на Воска. Ситуација од која може да се бие тамо на повреда се жали еден од фудбалерите на екипата на Воска. Треба да се прекине надпреварот, да така е, во право е Жулевски и работа за дежурниот лекар на денешниот надпревар. Да видиме за кој игра се работи од редовите на екипата на Воска. Голема е далечината од која го пренасеме овој надпревар. За сега во намешаница не можеме да приметиме за кој играч се работи. Се надеваме дека со нашите соработници наскоро ќе дознаеме, еве од нашиот помошник јавува дека се работи за играчот со број 4 Јашар се жали на победа. Јашар Ахмедов. Јашар Ахмедов се жали на победа. Добар фудбал, добра посетеност, добар хумор, се на се. Убава фудбалска представа на градскиот стадион Биљани Извори.
Се припрема уште една измена во редовите на екипата на Воска. Со број 2 треба да влезе во игра и Бушовски, да видиме на местото на кого. Да видиме кој ја напушта играта. Со број 6 играта ја напушти Доко. Значи Јас сам Доко, Значи, тренерот Доко Васви се одлучува да ги појача навалните редове на екипата на Сатеска, односно на екипата на Воска, со цел да се дојде до поволен резултат на денешниот надпревар. Аут за екипата на Воска. Акција сега на домакинот, на екипата на Воска. Длабока на прва топка. Тоа беше добро нафрлена топка таму во... И слободен удар за екипата на Сатеска. Можност да стигне на одбранбените редове на екипата на Сатеска. Силјановски. Акција сега повторно на екипата на Воска по левата страна, нафрлена топка таму. Добра акција на домаќините, ситуација од која може да се намали на 2:1, голема шанса! 2:0. Во добра ситуација се најде таму капитенот на екипата на Воска. Биеше со глава, недостасува неколку сантиметри, остануваат воздишките кај навивачите на екипата на Воска. Останува и понатаму 2:0. Биеше Бајрам, реков капитенот со глава, недостасува неколку сантиметри да се намали резултатот. Убав момент ако фудбалерите на Воска во овој момент постигнеа гол, ќе станеше пошешко до крајот на надпреварот. Вака рутинско водство на 2:0, реков, мощна тактичка игра на тренерот Марковски. Исто одигра како против Белчишта, сигурен во одбраната, добри одбрани на Силјановски. Сето тоа резултираше со победа против Белчишта и водство во финалето засега со 2:0 против екипата на Воска. На прва топка таму во 16-тникот на екипата на Сатеска и можност се реков преку контранапади со брзите Стоевски, Скепаровски, Марковски дојаат во идеални шанси фудбалерите на Сатеска да постигнат гол. Прошем постигна 2 гола, 67 минута од надпреварот, комбинација на екипата на Сатеска по десната страна. Добра акција таму кон Кожески. Кожески таму во дуел со еден од фудбалерите на екипата на Воска и да видиме што покажува главниот судија, најверојатно. Аут за екипата на Сатеска. Реков, иако екипата на Сатеска не изведе ниту еден корнер на денешниот надпревар, во корнери 6:0 за Воска ја покажуваше доминацијата на екипата на Воска. Сепак мощна добра игра на екипата на Сатеска, стратешки добра и водат со 2:0. Тоа беше добар удар, можеше во овој момент во 68-та минута да се реши на градскиот стадион Билјани Извори и прв корнер за екипата на Сатеска. Навивачите на Воска уште не губат надеж во свој стил, во јужноамерички стил, во подрак својот миленик екипата на Воска. Реков, во фудбалот се е можно. Има уште 22 минути до крајот на преворот. Корнер за екипата на Сатеска. На фрлена топка, голема мешаница таму пред голот на Сејдиновски, нема проблеми за голманот на Воска. Сега акција на екипата на Воска преку играчот со број 19 Бајрам. Добра игра тамо на Бајрам, Струмовски, Осијинов, Маличи. Сепак никако да се најде простор да се заниша мрежата на сигурниот Силјановски.
Акција сега повторно на екипата на Сатеска, сега водат со 2:0, лесно е да се организира игра, сето тоа вешто го прават тројца играчи во нападот, сите се повлечени на својата половина и преку играчот со број 7 Бочевски, Марковски и Скепаровски лесно доаѓаат во ситуација да се зголеми ова водство 2:0. Повторно сега акција на екипата на Воска. Навистина и на денешниот надпревар фудбалерите на Воска немаа шанса. Створија многу шанси, не успеа да постигнат гол. Сето тоа скапо го платија на денешниот надпревар за сега. Да се вратиме на зелениот терен. Повторно сега напад на екипата на Воска преку Никодиновски. Седми корнер за екипата на Воска. Доко Васви, тренерот на екипата на Воска, фрлува сена една карта се чини. Ке мора по-жестоко да се јурижа кон голот на екипата на Сатеска, ако фудбалерите на Воска сакаат да се најдат во третата лига. Топка од десната страна, Усеинов треба да нафали. Нафрлува Усеинов, голема мешаница тамо. Акробатски тамо. Трумовски сакаше да бие акробат, не успева. 70 минута од надпреворот и понатаму 2:0, 20 минути надеж за екипата на Воска дека ќе постигне победен резултат. 20 минути екипата на Сатеска одволено ја делат до триумф во третата лига, влегување во третата лига. Да се вратиме на зелениот терен, комбинација на екипата на Воска на средината на теренот. Акција по левата страна. Добра игра пред се на Никодиновски, Бајран, Струмовски, Осинов, Маличи и Бушевски, сепак никако да се постигне гол. Нема и спортска среќа, впрочем, фудбалерите на Воска на денешниот надпревар. Аут за екипата на Сатеска. Аут за екипата на Сатеска, тамо Чалдрмовски ја офрлува топката во игра. Акција тамо на фудбалерите на екипата на Сатеска. Да видиме што покажува главниот судија Шулевски. Вешти во одбраната, тамо се Силјановски, голмано Чалдрмовски, Кожевски, Силјановски, Трпевски, реков како една машина делуваат во одбранените редови, не дозволија никако фудбалерите на Воска да дојдат во позрела ситуација да постигнат гол. Добро бранеше Силјановски, стол во одбраната тамо е Трпковски, сето тоа резултираше со засега со сигурно водство кај екипата на Сатеска. 71 минута од надпреварот, топка за фудбалерите на Воска. Уште 19 минути до крајот на надпреварот. Уште 19 минути до крајот на надпреварот, реков колега, акција на фудбалерите на Воска. Сите напади течат тамо по левата страна. Реков, добра игра тамо на Струмовски, Бајрам, Усинов, никако да се дојде до ситуација. Само да ја проследиме ова акција на екипата на Воска. Во овој момент би било добро да намалат фудбалерите на Воска, би било повозбудливо до крајот на надпреварот. Реков, 2:0 за екипата на Сатеска. Никако не губат надеж фудбалерите на Воска, упорни дека сепак ќе дојдат до победен резултат. Вешти во одбраната фудбалерите на Сатеска и понатаму водат со 2:0.
Акција на фудбалерите на Воска. Прифатена топка таму од играчот со број 2 и Бушевски кон Јашар. Добра акција на домакините, топка по десната страна, можност да се нафарни, сите се на нозе, никако не губат надеж фудбалерите на Воска, треба да се доиграва напред на топка и брани Силјановски. Реков 1500 гледачи на градскиот стадион Билјанови извори. На вистина убав спортски амбиент, фудбал добар е двете страни, публиката во свој стил, во јужноамерички стил, ги подре фудбалерите. Сега се победува фудбалот овде на градскиот стадион Билјанови извори. Енниот умре 1499. Со попуст. Акција повторно на екипата на Воска, тамо на половината на противникот, тамо се бомбардирите. со број 19 Бајрам. Сега гледам Никодиновски. Акција по левата И страна. фаул за Никодиновски. Продолжува нападот на екипата на Воска на прва топка. Не успеа да ја прифатат оваа топка ја домакините од екипата на Сатеска. Реков резултат кој во овој момент екипата на Сатеска ја води во третата фудбалска лига. Никако не губат надеж фудбалерите на Воска, во фудбалот се е можно. Резултатот од 2:0 за сега гарантира, но сепак има уште многу да се игра. Уште многу. 18 минути до крајот на првот. 18 минути надеж за екипата на Воска дека ќе дојде до победа. 18 минути екипата на Сатеска ја водат во третата лига. Дај ми цигари сега. Лепи руки среќа, да. Пали. Пали вози. Але, сега имаш. Акција на екипата на Сатеска. Добра акција сега на екипата на Воска, може да биде опасно. Ситуација 4-4. Можност да се нафарни. Се почни навивачите на екипата на првата остануваат воздушките на градскиот стадион Билјанови извори. Станува се потешко. И пожарно така што се најверните навивачи на екипата на Воска, а ги реков има околу 500. 1500. Енниот умре 1499. Ајде. Напред! Комбинација тамо на средината на теренот на екипата на Сатеска, Реков со долги топки преку контранапади успеваат да дојдат во позиција. Од силна желба горат фудбалерите на Воска, Реков се е фрлено на една карта. Во фудбалот се е можно да се надеваме дека сепак до крајот на прерод ќе гледаме уште голови. Да. Уште голови ќе гледаме. Ако играат Бајерн Мюнхен. Прифатена топка тамо од голманот на Воска Сејдиновски. Бурак, се да се занимава мечовајки. После офанзивен на денешниот надпревар. Реков сите честитки и за Никодиновски, и за Бајрам, Публиката на Воска бегат. Маличи за сега немаат среќа фудбалерите на Воска. Еве еден дел од навивачите на Воска веќе го напуштаат градскиот стадион. Сепак Реков има уште многу да се игра. Да ја проследиме оваа акција на екипата на Воска. Топка тамо по десната страна кон офанзивниот и Бушевски. Бушевски нафрлува, може да биде опасно. Крај гол. Останува и понатаму 2. Крај гол. Овај пат спортската среќа беше на страна на екипата на Сатеска. 78 минута од преварот, топка за голманот на Сатеска Силјановски. Декажман на Силјановски на средината на теренот, од сето тоа аут за екипата на Сатеска. Аут за екипата на Сатеска со број 2 Челдрамовски. Треба да ја офри топката во игра. Челдрамовски нафрлува тамо
по левата страна кон играчот со број 16 Стоевски. Од сето тоа топка за екипата на Воска. Комбинација по десната страна преку Усинов. Усинов прави слалом на прва топка, сепак греши Усеинов. Повторно земена топка, можност да се комбинира тамо, добра игра сега на екипата на Воска. Реков, не губат нажет фудбалерите на Воска, добра комбинација. Би било добро во овој момент да се постигне гол, да се зголемат шансите до крајот на преврат. Добра акција. Долга акција на фудбалерите на Воска, на фрна топка, голема мешаница, дали ќе има 2:1. И може да зголена позиција се најде тамо центрафорот на екипата на Воска. Останува и понатаму 2:0 се припрема и првата измена во редовите на екипата на Сатеска со број 15 Ивановски, да видиме на местото на кого ќе влезе. На Шулевски, на судијата. Значи измена во редовите на екипата на Сатеска, тренерот Марковски го внесува во игра Ивановски, одбрабен фудбалер, уште 10 минути до крајот на преварот. Да видиме кој ја напушти играта. Уште 12. Добра акција и 3:0. Почитувани гледачи, 80 минута веќе се решено на градскиот стадион Биранени извори. Со еден добар проектил фудбалерите на Сатеска зголемуваат на 3:3. Воодушевена е клупата на екипата на Сатеска од Волино. Солзи радосници на очите на фудбалерите на Сатеска. Спреманува за екипата на Сатеска. Реков уште 9 минути до крајот на надпреварот. Голем дел од навивачите веќе на Воска го напушта теренот. Честитки за нив. Навистина фери коректно навива. Навистина спортската среќа беше на страната на Сатеска, која покажа еден добар фудбал, 3 убави постигнати голови, се на се во еден чист надпревар, веќе се чини дека се третолигаши. Веќе до крајот остануваат уште 8 минути, уште една измена во редовите на екипата на Воска, во игра влегува со број 11 Вренези, да видиме на местото на кого. Значи во игра влегува Врнези, честитки за комплетната екипа на Сатеска, комбинација тамо сега лесно е да се игра, остануваат уште неколку минути, водат со 3:0. Реков во една тактичка добра игра успеа екипата на Сатеска да дојде до 3:0. Уште две измени во редовите на екипата на Сатеска, со број 13 Терзиовски треба да влезе во игра и со број 14 Сторески. Значи сите играчи од екипата на Сатеска во игра. Честитки за тренерот на Волино Марковски. Ете, им дава надеж на сите да се сеќаваат на овој историски момент во историјата на екипата на Сатеска од Волино. Во свој стил успеваат да само да проследиме ова шанса на екипата на Волино. За сега реков 3:0 раздрмана во овој момент и одбраната на екипата на Воска. Се е фрлето на една карта. Акција сега на екипата на Воска. Усинов. Сега се се помучени навивачите на Сатеска од Волино, во свој стил го бодрат својот милиник. На вистина победи фудбалот овде на градскиот стадион Биранени извори. Рутинско треба да се одогреат уште овие 5 минути до крајот на надпреварот. Инаку да подсетиме дека судиската тројка Шулевски, Ецковски и Тодоровски безпрекорно го воде овој надпревар. Топка сега по десната страна за екипата на Воска и на место одбраната, реков. На место одбраната на екипата на
Сатеска, повторно напад на екипата на Воска, барем да се постигне почесен гол. Навистина и ова генерација на екипата на Воска што го учина, сепак заслужуваат честитки тренерот Доко Басви, Сединовски Јашар, Маховски, Номорски Азизи, Доко, Никодиновски Байрам, Струмовски Усинов, Маличи и Бушевски Вренези. Арсланија оставија силен трак во оваа сезона. Дојдо до финалето, реков, иако беа четврти во првенството, сепак одигра машки на крајот спортската среќа на екипата на Сатеска, која одигра денеска безпрекорно, прецизно. Води за сега со 3:0, има уште 5 минути до крајот на надпреварот. Реков, сите се веќе на нозе, делот навивачите го напуштија овде градскиот стадион Билјанини извори. Навивачите овде се од Волино. Се очекуваат моменти кога ќе се слави голем историски момент за екипата на Сатеска од Волино. 3:0 за Волино го финале. 3:0 за Волино. 3:1, почитувани гледачи. Сепак екипата на Воска постигнува гол. Ево виж Байрам еврогол. Байрам постигна еврогол. Топката заврши зад грбот на голманот на Сатеска Силјановски и 3:1 на Билјанин извори. Да, ред хубав гол на Билјанин извори. Се чини дека и правдата е задоволена. Значи 1:3, 87 минута од надпреварот. Ова, ако се случише на резултатот 2:1, ќе имаше надеж екипата на Воска, тогаш ќе станеше пожешко. Сепак до крајот имаше 2-3 минути, се чини дека падна одлуката околу првото место во општинската лига и се чини дека потполно заслужено екипата на Сатеска следната сезона, екипата од Волино ќе се најде во третолигашка конкуренција. Односно се игра 86-та минута од надпреварот, уште 4 минути до крајот на надпреварот. Би било добро во овој момент фудбалерите на Воска да постигнат гол, тогаш би било вистинска драма во последните моменти од надпреварот. Далечина од околу 30 метри, таму е капитенот Усеинов, односно тоа е Байрам. Добар удар на Байрам, сепак топката завршува тамо во Силјановски и се чини тешки моменти во овој момент за екипата на Воска. Реков, 3:1 е резултат кој во овој момент потполно ми одговара на екипата на Сатеска. Реков одигра мощне, добро, тактички во одбраната, на валата постигна 3 гола. Сето тоа резултираше со едно рутинско водство 3:1. Топка сега повторно на екипата на Воска. Топка од десната страна нафрлена. Добра ситуација, останува 3:1. Каков драматичен финиш до крајот на надпреварот. Можеше лесно преку Усеинов да намалат фудбалерите на Воска на 3:2. Барем ќе гледавме последните драма во последните секунди од надпреварот. Акција повторно на екипата на Воска по десната страна. Недоразбирање таму со центрафорот на екипата на Воска и се чини дека се веќе решено на Билјанин извори. Го имаме идниот третолигаш. Реков, во првенството водеше екипата на Рудар од Куратица, која навистина го одобра добра сезоната. Во најнесреќен надпревар загуби од Воска од 2:1 и ете шанса на екипата на Сатеска, која направи вистински подвиг против Делчишта, победа од 1:0 и ете следната сезона ќе го имаме третолигаш од Волино. Сепак да причекаме, реков, до крајот, се е можно. Топка на средината на теренот, сега добра тактичка игра таму на Бочевски. Реков, голем дел од навивачите го напуштија теренот од екипата на Воска. Сепак течат последните секунди од надпреварот, има уште да се игра. Продолжуваат нападите на екипата на Воска. Топка по десната страна, можност и на место одбраната. На место одбраната им се брза сега на фудбалерите на екипата на Воска. Уште 2 минути до крајот на надпреварот.
2 минути екипата на Сатеска ја делат од вистински подвиг. 2 минути надеж за Воска дека ќе постигне победен резултат на денешниот натпревар. Акција повторна на екипата на Воска. Изфрлена топка таму длабоко на половината на екипата на Воска. Течат последните секунди на својот часовник, погледнува главниот судија Шулевски. Се очекува крај на надпреварот. Голема слава овде на стадионот. Ги имаат навивачите од Волино, а ги има околу 800, реков, во свој стил верно. Целата сезона беа со своите играчи. Сите честитки за навивачите на Сатеска, кои на вистина во еден стил денеска се надминаа самите себе си. Неколку секунди до крајот на надпреварот ќе биде нокеска. Голема журка ќе има, се чини во Волино, голема лапачка, се организирано, го имаме и третолигаш од екипата на Сатеска. Честитки за комплетната гарнитура на екипата на Воска, честитки за Доко Васви, Сејдиновски, Јашар, Маховски, Номовски, Азизи, Доко Никодиновски, Бајрам, Струмовски, Усинов, и Маличи, и Бушевски, Вренези. Честитки за Аслани, честитки за комплетната гарнитура на екипата на... Непотребно таму сега на крајот на надпреварот малку кошкање. На вистина не треба нервоза, се беше фер и коректно. Би било вистинска штета. 90 минута од надпреварот треба да се подаде спортски рака. Резултатот е 3:1. На вистина честитки за двете екипи. Ете, немаше потреба. На вистина се добро се завршува. И два црвени картони, сепак спортски подадена рака. Се на се добар фудбал на градскиот стадион. Билјанени извори, шлак на надпреварот. Победа на екипата на Сатеска од 3:1. Реков и официјално веќе погледнува на својот часовник Шулевски. Акција на екипата сега на Воска, значи два црвени картони, спортски подадена рака, сепак од фудбалерите. Навистина немаше грубости во цекот на надпреварот. Спортски се одигра без грубости, победи фудбалот на билјани извори. Акција сега на екипата на Воска со можност да се намали на 3:2. Добра комбинација, добар удар и брани голманот на Сатеска Силјановски. Се чини дека во овој момент се е веќе решено. Пропаѓаат и последните надежи на екипата. Уште еден црвен картон на денешниот надпревар. Топка за фудбалерите на екипата на Сатеска. Реков, малку попуштија и нервите во двата табора. Се на се немаше многу гробости. Има момент, почитувани играчи. Главниот судија Шулевски покажува крај на надпреварот. Победа на екипата на Сатеска од Волино против Воска од 3:1. Да посетиме дека Марковски во 10-та минута ја доведе екипата на Сатеска во водство од 1:0. Скепаровски во 60-та минута зголи мина 2:0. На 3:0 екипата на Сатеска дојде во водство во 81-та минута и со евроголот на Бајрам во 85-та минута екипата на Воска намали на 3:1. Почитувани гледачи, до мене еден од познатите фудбалери од екипата на Рудар, господинот Гоце. Господине, ваша оценка како фудбалер за денешниот надпревар? Многу добра утакмица, сосема заслужено екипата на Сатеска е победила на Воска. Сите очекуваме дека ќе победи Воска, али фудбалот таков е. Се пожелуваме све најбо екипата на Сатеска, се пасира тета лига, све најбо. На вистина се чини дека финале пред финале беше вашиот надпревар, екипата на Рудар и екипата на Воска. Екипата на Воска успеа стрекно да победи. Тако е фудбалот. Ви посакуваме во идната сезона сепак пак да сте први и се најдобро поздрав до сите твои сограѓани и сите честитки за она што го учинувте за организирањето на овој турнир. Благодарам, Гоце. Почитувани гледачи, значи заврши надпреварот премеѓу Воска и Сатеска од Волино. 1:3 потполно заслужена победа на екипата на Сатеска од Волино. Значи следниот третолигаш е екипата на Сатеска, пред камерите се роѓа Марковски, капитен и играч во редовите на екипата на Сатеска. Господине, честитки од екипата наша
А за освоеното прво место ви посакуваме во третата лига се најдобро. Ваша оценка од овој турнир комплетно. Значи имавте прво против Белчишта. Да. Надпревар, тежок 1-0 победивте. Тежок надпревар. Ваша оценка од тој надпревар? Моја оценка е се боревме до максимум. Знаевме што сакавме од почеток. Го трениравме ова подолго време. И Заслужено ја победивте екипата на Белчиш. Тактички, да. Тактички испадна све кој што треба, така да ја мислам дека После ова победа влеговте со голем оптимизам дека веќе пред вас е третата лига. Да. Денеска на вистина одигравте тактички многу мудро, успеавте да ја разбиете одбраната на Воска, иако сите тепува дека Воска ќе биде треторигаш, сепак направивте подвиг, Да. ја надигравте Воска. Ваша оценка на денешниот надпревар, што одлучи во овој надпревар? Вака, ќе кажам, ќе се повторам од истото, дека знаевме што сакавме од почеток. Можда ние, индивидуално играчки, да речам, моја оценка е, поквалитетно изигравме. Така да резултатот си дојде на своје место. И фер и коректно од нивна страна до некој степен. Иначе друго нема што да додам. Значи, третата лига е лига која има големи трошкови. Како би се снашле во третата лига во овој момент, дали имате спонзори или ќе настојувате со собствени сили? Вака, Голема сериозност е сепак да се биде во третата лига. Тешко дека ние ќе обстанеме со собствени сили, затоа што едно мало село сме ние, едно мала општината дават многу малку средства за да обстане. Недостасуваат. Сега ќе се бориме нешто од странство, нешто од приватни вака фирми, да ако сака да ни поможе, така да испадниме. Благодариме за разговорот и ви Благодарам посакуваме се најдобро во третата лига. Почитувани гледачи, довидување до слушање од Билјанени избори.